Добар ден и добро дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е гувернерот на Народната банка на Република Македонија, господинот Димитар Богов. Господине Богов, во месечната информација на Народната банка се наведува дека се зголемени ризиците за монетарната политика. За какви ризици станува збор? Имаме економска ситуација во која што имаме притисоци врз цените, кои што доаѓаат од еднократни фактори, од фактори на понудата, тоа се цените, светските цени на храната и на нафтата, и тоа е, врши притисок во една насока врз монетарната политика. Од друга страна имаме забавување на економијата, движења кои што не се поволни и кои што бараат од монетарната политика реакција во другата насока. Имаме спротивставени движења кај инфлацијата и кај економскиот раст. Обичаено кога има економски раст, инфлацијата е висока. Кога нема економски раст, инфлацијата е ниска. Меѓутоа сега имаме и притисок врз инфлацијата и слаб економски раст. Се наведува дека најголема неизвестност несува инфлацијата. Дали тоа значи дека треба да се очекува општ раст на цените? Не, тоа не треба да се очекува и нема да се случи. Како што кажав, порастот во август и во септември беше поголем од нашите очекувања, меѓутоа беше резултат на еднократни фактори. И целосно е резултат на нафтата на светските берзи и храната на светските берзи. Дали состојбите на светските берзи и влијанието од еврозоната се единствените фактори кои придонесуваат кон ваквата состојба или улога има слабата ликвидност на стопанството? Сепак една половина од фирмите се со блокирани сметки. Основен и најголем предуслов и причина за забавениот економски раст е намалената екстерна поварувачка, бидејќи Македонија е извозно ориентирана економија. Некаде повеќе од 50% од нашиот БДП е извозно ориентиран и намалената поварувачка во нашите најголеми трговски партнери условува забавување на економскиот раст. А тоа исто така влие и на ликвидноста на фирмите. Кога се намалува нивното производство, нивната продажба и ликвидноста се намалува и тогаш доаѓа потоа и до мултипликација на тие ефекти. Тие не плаќаат на своите добавувачи и така натаму. Најновите податоци од Народната банка исто така покажуваат и пат на капиталните инвестиции. Дали може да се очекува стимулирање на стопанството во услови на рецесија, кога токму капиталните инвестиции и странските инвестиции се топат? Точно, во услови на забавување на економскиот раст, фирмите помалку инвестираат и имаме намалување на капиталните инвестиции. Во такви услови не треба да очекуваме дека треба да одиме ние со поттикнување на потрошувачката за да компензираме за тоа, бидејќи тоа не е решение. Решение е да се поттикнат инвестициите со најразлични мерки, меѓутоа со диверзификација на производството, со нови инвестирање во нови производи, во нови гранки кои што се секако извозно ориентирани и треба да најдеме начин да им помогнеме на извозно ориентираните фирми да бидат поконкурентни и да најдат нови пазари. Во недостиг на нови и одржливи проекти, економистите претпоставуваат дека ќе се намали кредитирањето на стопанските субјекти кои во услови на рецесија бараат свеж капитал за финансирање на тековните обврски. А дали ваквата ситуација може негативно да се одрази на банките? Секако, банките живеат од кредитите што ги даваат и од приходите од тие кредити. Намалената кредитна активност носи помали приходи за банките, што ќе се одрази и на нивната профитабилност и веќе се одразува. Меѓутоа, сепак, банките се внимателни и во услови кога економијата забавува, тие гледаат поголеми ризици кај фирмите и затоа помалку кредитираат. Треба тука да се оцени правилно, што е она што би бил поголем ризик за банките, да одат во кредитирање на непрофитабилни проекти и потоа да трпат големи загуби поради тоа, или да го намалат кредитирањето, да ги намалат редовните приходи, меѓутоа ќе избегнат поголеми загуби од лошите кредити. Ако банките помалку кредитираат, дали може да се очекува поддршка за нови проекти? Кредитниот раст сепак не е толку лош. Оваа година имаме околу 7% кредитен раст. Ние
преземавме одредени мерки на почетокот на април со кои што спречивме кредитниот раст да биде понизок од ова. 7% не е така лош, повторно ќе кажам. Последните неколку години ние имаме кредитен раст од 7-8% и тоа е еден од највисоките кредитни растови во Европа. Насекаде имаме дури и намалување на кредитирањето. Но кредитниот раст треба да следи и економијата. Значи, паралелно двете треба да се зголемуваат, и економскиот раст и кредитирањето. Кога имаме економски раст околу 1%, тогаш 7% не е лош кредитен раст. И тоа како ќе се зголемува растот на БДП и кредитниот раст треба тоа да го следи и секако стапки од 10 до 15% би биле пожелни за македонската економија. Владата неодамна повторно се задолжи на домашниот пазар со државни обврзници. Дали со тоа се намалува капиталот кој е достапен за населението и за стопанството во форма на кредити? Не. Зошто би било тоа случај? Бидејќи банките биделе кај владата наместо да ги пласираат тие пари од колачот кај стопанството? Има доволно ликвидност кај банките, која што е на историски највисоко ниво. 30% од активата на банките е пласирана во ликвидни средства. Ние ова година имавме само пренасочување на дел од она ликвидност која што беше стерилизирана во благајнички записи, дел од таа се пренасочи во државни записи, а дел отиде во кредитирање кај претпријатијата. Значи, онаа мерка ние која што ја донесовме во април оваа година имаше позитивни ефекти во тоа што онаа стерилизирана ликвидност од околу 10 милиарди во Народната банка беше пренасочена некаде околу 6,5 милиарди кон државни записи, а остатокот отиде кај претпријатијата. Дури и оној дел кој што оди кај во државни записи, тој постојано се врти, бидејќи државата постојано врши плаќања со тие пари, за разлика од Централната банка, каде што кога ќе се пласираат во благајнички записи, тие веќе се замрзнати пари. Фирмите повлекле 25 милиони евра од банките. Дали е тоа знак дека се намалува довербата во банкарскиот сектор или пак се реагира на прогласената рецесија? Кога гледаме кај депозитите, ние пред се гледаме депозитите на население, бидејќи тие се индикатор за довербата во банкарскиот систем и за раст на штедењето или намалување на штедењето. Штедењето на населението во банките континуирано расте. Дури и оваа година тоа расте со стапка од околу 10%. Меѓутоа, точно е дека оваа година имаме намалување на депозитите на фирмите. Тоа е резултат главно на неколку фирми кои што направија голем одлив на капитал од Македонија. Тоа се големи странски инвеститори кои што го репатрираат дивидендата или дури и ги кредитираат своите матични фирми во своите земји кои што имаат проблеми во тие матични земји. Нивните фирми тука се уште прават профит и тој профит го даваат како кредити на матичните фирми во своите земји, бидејќи таму се соочуваат со навистина големи предизвици. И тој одлив на капитал ги намали депозитите на корпоративниот сектор во банките. Ги споменавте штедните влогови. Некои банки ги зголемуваат каматите на штедните влогови. Дали е тоа знак дека банките сакаат повеќе да приберат капитал отколку да го пласираат на пазарот? Генерално, каматните стапки на депозитите имаат тренд на намалување во последните 3 години. И тој тренд продолжува. Меѓутоа, има индивидуални банки кои што сакаат да остварат поголемо пазарно учество кај депозитите и нудат повисоки камати од оние кои што се вообичаени на пазарот. Меѓутоа и таму има тренд на намалување. Ако, да речеме, минатата година нуделе повисоки камати, истите тие банки сега нудат пониски, иако се повисоки од просекот во банкарскиот сектор. Значи, генералниот тренд е намалување на каматните стапки и на депозитите и на кредитите. Господине Богов, ви благодарам. Благодарам. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа.